Рамбо Амадеус во една прилика вели не можете постојано да зјапате во шунт, а да очекувате дека децата ќе ви завршат на Сорбона. Тука одиме до една многу важна тема, една важна точка, дека не може медиумската писменост да оди без генералната писменост. Или да бидам уште по-конкретен и по-јасен, не можете да бидете медиумски писмен ако сте неписмен. Тоа е комплексно прашање. Постојат истражувања, како што кажа тие се претпоставки каква би можела да биде медиумската писменост во различни општества, во различни држави и се прават и регионално се прават неколку години поред. Меѓутоа, тоа се само претпоставки врз база на индикатори кои што се поврзани или со слободата на изразување и слободата на медиумите или со генералното образование. Како прво го содржи зборот писменост, и тоа не писменост во она смисла како пред 100 и повеќе години способност за читање и пишување, туку функционална писменост. Колку ги разбираме работите кои што ги читаме, што ги гледаме, што ги слушаме, колку знаеме да ги анализираме и колку знаеме да ги евалуираме, односно оцениме. Или во нашата смисла, колку можеме да препознаеме што е професионално обработена новинарска сторија, например, а што е шарлатански текст или пропаганден текст кој што гледа да собере кликови или политички поени. Овој проект ќе работи на токму тоа, ќе се обиде да ја вклучи медиумската писменост или различни компоненти од медиумската писменост во наставните програми и во основното образование, во средното образование, па и во високото образование. Ќе работи со млади преку младински клубови на неформално образование, обуки, ќе се обиде да создаде прирачници кои што ќе им помагаат и на наставниците и на тренерите или обучувачите во неформалниот сектор. Тоа е комплексен проект и се надевам дека ќе имаме и успех и одлична соработка од институциите, а во тоа ни оди во прилог и како да кажам, определбата или настојувањето на Министерството за образование да ја вклучи медиумската писменост во програмите и да ги реформира наставните програми во училиштата во насока на модерно образование.